подпишете договор со Европската инвестицијска банка за 100 милиони евра ефтини кредити за малите и средни предпријатија. Кога и како ќе можат да ги користат предпријатијата овие средства? Да, оваа недела подпишавме договор со Европската инвестицијска банка практично за 100 милиони евра дополнителна ликвидност за малите и средни предпријатија. Те ќе можат да ги користат од средината на октомври и ќе треба да аплицираат кај деловните банки. За нас е важно што дополнителен капитал, се овој пристап до капитал и до ефтини кредити се овозможува до малите и средни предпријатија кои што се основа работот на економијата. За нас е важно тие да имаат пристап до ефтини кредити за да може да растат и да се развиваат. Инаку интересно и важно е да се каже дека тие ќе може да прават и рефинансирање на постојни кредити, односно ако веќе вложиле во опрема и инвестиции, ќе може да ги заменат тие со поевтини кредитни линии. Покрај овие 100 милиони најавивте и нова кредитна линија од 130 милиони евра преку Европската банка за обнова и развој. Кога ќе се добијат овие средства? Така е, значи покрај постојните 100 милиони евра има и дополнителна можност за малите и средни предпријатија, значи кои што во износ од околу 30 милиони евра или заедно се преку 130 милиони евра, дополнителните 30 се преку ЕБРД. Веќе 10 милиони евра од тие се активни и се пласираат преку Охридска банка, значи веќе предпријатијата може да аплицира. За нас како Министерство за финансии е многу важно дека има интерес од страна на предпријатијата и за двата инструменти. Ние секојдневно добиваме прашања кога може да се аплицира. Исто така бевме во посета на една компанија која веќе има искористено кредит од Европската инвестицијска банка за изградба на производствен капацитет. Тие се заинтересирани повторно да аплицираат и да вложат во нов производен капацитет кој ќе има и нови вработени. Тоа и за економијата и за државата е важно, инаку тука би сакал да додадам дека ние имаме одлична соработка со меѓународните институции, например покрај Светска банка и со ЕБРД, наредната недела се предвидува и да се подпише договор за кредит за патот Крива Паланка граница со Бугарија, кој што е во износ од 10 милиони евра и плюс има 2,7 милиони евра грант од инструментот за Западен Балкан. Со тоа покрај патот, експресниот пат Ранковце Крива Паланка, значи сега ќе се гради патот Крива Паланка до граница со Бугарија, така да патната комуникација со нашиот источен сосед ќе биде сериозно подобрена. Статистиката забележа разближување на економијата во второто тромесечие во оваа година. Вашата проекција на владата е 3,2% за раст годината. Дали ќе се оствари оваа проекција и какви се перспективите за понатаму, особено следната година што очекувате? Важно е дека вториот квартал економскиот раст е 3,1% и дека сите макроекономски показатели, клучни макроекономски показатели се движат во одлична насока. Например, индустријата има раст од поголем од 5% и тоа со забрзување во последните месеци некаде меѓу 8 и 12%. Потоа извозот во првата половина на годината е многу силен, тоа е повисок за 14% во однос на истиот период лани. Исто така странските инвестиции се влезот е 325 милиони евра или тоа е двојно поголем од просекот на претходните 3 години, односно за пола година имаме двојно поголемо остварување од изминатите цели години, што значи дека веќе започнува посериозен прилив на капитал. Важно е дека невработеноста се намалува, се намали за во последниот квартал за 0,5% поеми од 21,6 на 21,1%. Исто така еден од нашите главни приоритети се платите, тие растат некаде за 5,6%. Податоците кои што ние тука ги гледаме во Министерството за финансии на платата на даноците е одлична, се укажува дека македонската економија се движи во позитивна насока и што е најважно, успешното придвижување кон НАТО и кон ЕУ, значи евроатлантските интеграции,
сигурно дека ќе обезбедат и можности за повисок раст од тој кој што и е наш проектиран и кој што се предвидува за оваа година, значи можеме да очекуваме забрзување на економскиот раст. Економските придобивки од зачленување во ЕУ се поврзуваат со користење на европските пари од фондовите и пристапот до големиот европски пазар. Какви економски ефекти очекуваме од НАТО со оглед на тоа што станува збор за воен сојуз? Од ЕУ сигурно дека имаме огромни придобивки за бидејќи практично ние имаме од грантови и европските даночни обврзници ни помагаат да изградиме нешто што е потребно од патишта до друга инфраструктура, пречистителни станици и слично, но секако приближувањето значи ставање на ред, подобра регулатива, достигнување на стандарди во сите области. За НАТО нема дилема дека е најмокниот воен сојуз и дека тоа е практично гарант за безбедноста и за инвеститорите, за секој инвеститор. Секако дека кога размислува каде да инвестира, тој размислува прво таму каде што е безбедно, а НАТО е гарант за безбедност. Од тие причини во земјите од регионот кои што влегува во НАТО пред нас, значи има многократни позитивни ефекти на економијата. Првиот канал се секако странските инвестиции. Странските инвестиции, ако ги погледнеме во Црна Гора, пред и после влезот во НАТО се дуплирани, нешто слично е случајно и во Албанија, во Бугарија, се дури повеќе од двојно зголемени, некаде од 9% од БДП на 19,6% од БДП. Исто така, ако се гледаат бруто инвестициите во овие држави, например, ако се гледаат во земјите членки кои што стана дел од НАТО во 2004 година, и тие се сериозно зголемени, некаде од 25% на 31% од БДП. Се ова ги придвижи економиите например, во Бугарија, ако се гледа период пред 5 години пред и после влезот на НАТО е двојно зголемен растот и економското толкување за тоа е логично. Инвеститорите сакаат да вложат таму каде што има безбедност, каде што има сигурност и тоа е многу поважно од сите оние други фактори, како што се даноци, услови за водење на бизнес. Вложувањето значи дека тие градат нови производени капацитети, вложуваат во опрема, отвараат работни места, отварањето на работни места значи дека луѓе добиваат работа, земаат плати, потоа тие влегуваат во потрошувачка, значи имаме инвестиции, потрошувачка и економиите одат напред и се движат. Ова се ефекти кои што би требало и во Македонија да ги очекуваме. Исто така, создавањето на конкуренција меѓу фирмите ќе прави и фирмите да се обидуваат да привлекуваат подобри работени, да даваат повисоки плати, а сето тоа ќе го подигнува животниот стандард на граѓаните. Веќе се реализираат најавените зголемување на платите на вработените во здравството, во образованието. Има ли доволно средства во буџетот за овие зголемувања? Апсолутно, значи буџетот е подготвен и најважно изласен од собранието со предвидени зголемување на платите во армијата, кои што веќе се реализира, исто така во градинките, во училиштата, во здравството и кои што ќе бидат, значи во образованието и здравството ќе бидат почнувајќи од септемвриската плата, која ќе биде исплатена во октомври, тие средства се апсолутно обезбедени и ќе бидат исплатени од страна на буџетот. Клучно е за нас дека ние сметаме дека овие два столба практично на државата, како образование и здравство, мора да се јакнат и да се подобруваат. Секако дека можеби овие зголемувања на платите не се доволни за важноста на работата што ја носат, но имајќи ги го предвид можностите на буџетот, ние секогаш ќе даваме приоритет на тоа што значи столб на општеството. Секако без дилема тоа е образованието и здравството. Благодарам за